Зголемување на студентскиот стандард за 30 милиони евра. 120 години од раѓањето на Вангел Коџома. Најголема статуа човек со тога откриена во Македонија. Јапонското јаболко се откупува за 5 денари за килограм. Нуклеарното оружје треба да биде контролирано од луѓе. Цукерберг најави крај на мобилните телефони. Уникатен хостел во Токио, спиење меѓу илјадници книги. Поврзаноста на пивото со лошиот начин на исхрана. Изведба на Јовано Јованке во Канада. Владата планира значително зголемување на средствата за студентскиот стандард во земјата. Со буџетот за 2025 година се предвидуваат повеќе од 30 милиони евра за студентите, што ќе вклучува реконструкција на студентските домови и зголемување на платите за наставниците. Понатаму, ќе се вложи во енергетска ефикасност и подобрување на условите во образованието. Дополнително, ќе се изврши зголемување на средствата за образованието, особено за инфраструктурата, а ќе се зголемат и платите за наставниците и другите образовни работници. Националната галерија на Македонија организираше изложба по повод 120 години од раѓањето на Вангел Којдома. Изложбата ја истакнува важноста на уметноста и ја промовира како нешто што треба да биде достапно за сите луѓе, а не само привилегија на одредени групи. Во рамките на одбележувањето се подвлекува неговиот допринос и значењето на неговото уметничко наследство. Галеријата со оваа активност сака да поттикне културен дијалог и да ги збогати искуствата на посетителите, пренесувајќи важни културни вредности и уметнички изрази. Во гостиварското село Равен, близу изворот во местноста Каја, беше откриена статуа човек со тога, која е најголемата од овој тип во Македонија и прва без глава. Откритие беше направено случајно од локалните жители при чистење на изворот, пошто стручните служби од општина Гостивар потврдиле дека станува збор за значајно археолошко наоѓање. Статуата е сега сместена во конзерваторскиот центар во Гостивар. Според директорот на центарот, статуи слични на оваа се пронајдени во Аполонија и Бутринт, но досега не било пронајдено вакво големо откритие во Македонија. Јапонското јаболко во Македонија се откупува по цена од 5 денари за килограм, што го прави многу поевтино за производство на оцет и ракија. Земјоделците, и покрај ниската откупна цена, продолжуваат да го берат, бидејќи јаболкото е важен извор на доход за многу производители во регионот. Иако цените се ниски, се очекува во иднина подобрување на условите и поголема побарувачка за производите од оваа врста на јаболко, особено во индустријата за алкохолни пијалаци и оцет. Председателите на Соединетите Американски држави и Кина се согласија дека контрола на нуклеарното оружје треба да остане во рацете на луѓето, а не на вештачка интелигенција. Оваа позиција беше потврдена за време на нивната последна средба, при што се истакна потребата за внимателно разгледување на ризиците од развојот на вештачката интелигенција во воениот сектор. Тема за која се зборуваше и брзиот раст на кинескиот нуклеарен арсенал, при што Соединетите Американски држави ја изразија загриженоста, а официјалните разговори за контрола на нуклеарното оружје продолжуваат, иако не се очекуваат брзи резултати. Марк Цукерберг ја најави иднината на паметните очила како замена за мобилните телефони. Според него, овие очила ќе ја преземат улогата на сегашните паметни телефони во наредните децении, правејќи ги поблиски и практични за секојдневна употреба. Тој истакна дека паметните телефони, како што ги познаваме, наскоро ќе станат реткост и ќе се користат повеќе како дополнителен уред. Додека паметните часовници не успеа да ја преземат оваа улога, паметните очила покажуваат голем потенцијал и веќе се во развој од голем број технолошки компании. Во Токио се наоѓа уникатен хостел наречен Книга и кревет, каде гостите спијат меѓу илјадници книги. Овој концепт комбинира капсула хотел и библиотека, со малечки капсули сместени меѓу полици книги. Цените се пристапни, а посетителите се воодушевени од амбиентот. Хостелот е популарен меѓу љубителите на книги и се наоѓа во близина на познатите атракции, како што е тематскиот парк Таинствен циркус. Вистина е дека љубителите на пиво имаат полоши навики во исхраната, пушат повеќе и се занимаваат со помала физичка активност во споредба со оние кои консумираат вино и други алкохолни пијалоци. Истражувањето на научниците од Соединетите Американски држави покажало дека оние кои редовно пијат пиво имаат полоши здравствени навики, што ги става во поголем ризик од дебелина и поврзани болести.
Вистина е дека овој тип на потрошувачи на алкохол консумираат најмногу калории и имаат најмалку физичка активност. Вистина е дека истражувањето, предводено од доктор Медлин Новак од Универзитетот Тулејн, открило дека пивопијците, кои често се помлади мажи и пушачи, имаат најлоши резултати кога станува збор за исхраната според индексот за здрава исхрана. Вистина е дека различните алкохолни пијалаци, како виното, се консумираат во различни контексти. Виното најчесто со урамнотежена храна, додека пивото се пие за време на консумирање на јаглехидрати и преработено месо, што дополнително ги влошува навиките во исхраната. Вистина е дека Светската здравствена организација предупредува дека не постои безбедна количина на алкохол, што ги нагласува здравствените ризици од прекумерната употреба на алкохол. Вистина е дека прекумерната консумација на алкохол има сериозни последици за здравјето. Пивопијците се изложени на поголем ризик од заболување на црниот дроб, што може да доведе до сериозни здравствени проблеми. Вистина е дека истражувањето покажало дека пивото не само што доведува до поголема потрошувачка на калории, туку и до намалената физичка активност, што ги прави тие луѓе подложни на прекумерна тежина и поврзани болести. Вистина е дека овој тип на навики често води до понизок квалитет на исхраната и повеќе здравствени компликации, како што се повишен крвен притисок и неправилно чукање на срцето. Вистина е дека Светската здравствена организација проценува дека прекумерната употреба на алкохол годишно предизвикува 3 милиони смртни случаи во светот, што ги нагласува сериозните последици на алкохолизмот и неопходноста од повисока свест за ризиците од прекумерно пиење. Песната Јовано Јованке, една од најпознатите македонски народни песни, продолжува да ги воодушевува љубителите на традиционалната музика ширум светот. Во канадскиот град Халифакс, музички бенд составен од талентирани музичари од Колумбија и Венецуела ја изведе оваа македонска песна во знак на почит и љубов кон македонската музика, што го одбележа нивниот настап. Пред почетокот на изведбата, еден од членовите на бендот зборуваше на македонски јазик, изразувајќи благодарност кон македонската заедница во Канада и нивната љубов кон македонската култура. По завршувањето на песната, бендот се представи повторно на македонски јазик, поздравувајќи ја публиката и уште еднаш потврдувајќи ја глобалната популарност на македонската традиционална музика. Зголемување на студентскиот стандард за 30 милиони евра. 120 години од раѓањето на Вангел Коџоман. Најголема статуа човек со тога откриена во Македонија. Јапонското јаболко се откупува за 5 денари за килограм. Нуклеарното оружје треба да биде контролирано од луѓе. Цукерберг најави крај на мобилните телефони. Уникатен хостел во Токио, спиење меѓу илјадници книги. Поврзаноста на пивото со лошиот начин на исхрана. Изведба на Јовано Јованке во Канада.